Добре дојдовте на новото видео со вежби за ниво B1 од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Од вежбите продолжуваме за падежот генитив и ќе снимиме 4 видеа со вежби за генитив, од кои првите 2 ќе бидат обични за падежот, а вторите 2 видеа ќе бидат со предлози во генитив. Ова видео ни е поврзано со предавањата за падежот генитив, за кои имаме снимено 3 делови. Пред да започнеме, ќе ве подсетиме да не следите на Instagram и на Facebook, како и да кликнете subscribe на YouTube каналот. Сега можеме да започнеме. Што имаме учено во B1 предавањата за падежот генитив? Имаме учено за персонал прономен или лични заменки во генитив, потоа генус деа номен или род на именките во генитив, трето посесив артикел им генитив или присвоен член или присвоени заменки, потоа das адјектив деклинацион или деклинација на придавките, генитив зетце, како се формираат реченици во генитив, расказна, прашална реченица и слично, и генитив релатив зетце или односни реченици во генитив. Овие 6 делови ќе ни бидат поделени во 2 видеа и во ова видео ќе вежбаме за род на именките во генитив и за присвоени членови. Започнуваме со генус деа номен им генитив, род на именките во генитив падежот. Ке дадеме некои примери реченици. Оваа реченица ни е во генитив во машки род. Die Farbe des Himmels in der Nacht ist oft dunkelblau. Бојата на небото во ноќта е често темно сина. Генитив во женски род. Die Meinung der Lehrerin war wichtig für die Entscheidung. Мислењето на наставничката беше значајно за одлуката. Падеж генитив во среден род имаме das Alter des Gebäudes war schwer zu bestimmen. Староста на зградата беше тешко да се одреди. И уште една реченица за во множина или плурал. Die Namen der Kinder stehen auf der Liste. Имињата на децата стојат на списокот. Одиме понатаму, генитив машки род за нечленувана именка. Die Aufgabe eines jeden Schülers war es, das Arbeitsblatt auszufüllen. Задачата на секој ученик беше да го пополни работниот лист. За женски род, die Geduld einer Lehrerin ist bewundernswert. Трпението на една наставничка е за восхит. И за среден род, die Freude eines Kindes ist ansteckend. Радоста на детето е заразна. Примери за во множина нема да дадеме, бидејќи знаете дека нечленуваните именки немаат множина. Одиме понатаму со позесив артикел им генитив. Присвоен член во падежот генитив. За тоа како се формира присвоен член можете подетално да гледате во предавањата. Во ова видео ќе направиме само вежби. Прва реченица ни е во машки род. Der Hut meines Vaters ist sein Lieblingsaccessorie. Капата на мојот татко е неговиот омилен додаток. Der Mantel deines Bruders hält ihn an den kältesten Tagen gemütlich. Палтото на твојот брат го одржува удобно во најстудените денови. Der Laptop seines Onkels ermöglicht ihm, seine Lieblingsspiele mit hoher Qualität zu spielen.
Лаптопот на неговиот вујко му овозможува неговите омилени игри со висок квалитет да ги игра. Одиме со нова реченица. Der Wagen ihres Großvaters erinnert ihn an vergangene Zeiten voller Abenteuer. Возилото на нејзиниот дедо го потсеќа на времињата полни со авантури. Одиме понатаму. Der Rucksack unseres Freundes begleitet ihn auf seinen Wanderungen in der Natur. Ранецот на нашиот пријател го придружува во неговите планови во природа. Или планинарења. Der Schal eures Lehrers verleiht einen Hauch von Farbe. Шалот на вашиот учител додава воздишка од боја. Уште еден пример. Der Hund ihres Nachbars, ein Golden Retriever, bringt Freude und Leben. Кучето на нивниот сосед, златен ретривер, носи радост и живот. Одиме понатаму. Продолжуваме со во женски род. За моја. Die Handtasche meiner Mutter in einem zeitlosen Design bietet Platz für ihre Dinge. Чантата на мојата мајка во безвременски дизајн нуди простор за нејзините работи. Das Buch deiner Schwester, ein spannender Roman, ist ihre Lieblingslektür. Книгата на твојата сестра, еден возбудлив роман, е нејзиното омилено четиво. Die Brille seiner Cousine ist sein Accessorie für sonnige Tage. Наочарите на неговиот братучет се неговиот додаток за сончевите денови. Овде би требало да имаме на нејзината братучетка. Или неговиот братучет. Die Uhr ihrer Großmutter ist eine Erinnerung an vergangene Generationen. Часовникот на нејзината баба е потсетник на минатите генерации. Одиме понатаму. Die Bluse unserer Tante ist ihr Lieblingskleidungsstück für festliche Anlässe. Блузата на нашата тетка е нејзиното омилено парче облека за свечени пригоди. Друг пример. Das Parfüm eurer Freundin ist ihr persönliches Markenzeichen. Парфемот на вашата пријателка е нејзин личен заштитен знак. Die Handtasche ihrer Nachbarin ist ihre praktischer Begleiter für unterwegs. Чантата на вашата соседка е нејзин практичен придружник за по пат. Одиме со среден род. Das Geschenk meines Kindes ist handgefertigtes Holzspielzeug, ist sein Lieblingsgeschenk. Подарокот на моето дете, рачно изработена дрвена играчка, е неговиот омилен подарок. Die Farbe deines Autos gefällt mir wirklich gut. Бојата на твојот автомобил навистина ми се допаѓа. Die Funktionen seines Smartphones sind wirklich vielseitig. Функциите на неговиот смарт телефон се навистина разновидни. Die Qualität ihres Essens
übertrifft meine Erwartungen. Квалитетот на нејзиното јадење ги надминува моите очекувања. Die Kapazität unseres Lagers ist begrenzt. Капацитетот на нашиот магазин е ограничен. Die Qualität eures Wassers ist wirklich erfrischend. Квалитетот на вашата вода е навистина освежувачки. И уште една реченица. Die Haltbarkeit ihres Gepäck ist erstaunlich. Издржливоста на нивниот багаж е зачудувачка. И да прочитаме примери уште за во множина. Ich habe gestern die Wohnung meiner Freunde besucht. Јас вчера го имав посетено станот на моите пријатели. Die Meinung deiner Kollegen wurde berücksichtigt. Мислењето на твоите колеги беше земено во предвид. Die Entscheidung seiner Lehrer war endgültig. Одлуката на неговите наставници беше конечна. Die Bücher ihrer Schüler waren gut organisiert. Книгите на нејзините ученици беа добро организирани. Уште некои примери. Die Entscheidung unserer Eltern hat uns überrascht. Одлуката на нашите родители не имаше нас изненадено. Die Reiseziele eurer Gruppe wurden diskutiert. Дестинациите за патување на вашите групи беа дискутирани. Die Interessen ihrer Kinder sollen berücksichtigt werden. Интересите на вашите деца треба да се земат во предвид. Тоа беа сите примери за денес. Сега ќе направиме мала вежба во која ќе биде потребно вие да решите тоа што недостасува. Имаме две реченици на овој слайд. Првата е во генитив среден род за членувана именка, а втората генитив женски род за нечленувана. Потребно е да пополните она што недостасува во речениците. Со наша помош, првата реченица правилно треба да е вака. Die Farbe des Himmels ändert sich während des Sonnenuntergangs. Бојата на небото се менува за време на зајдисонце. Die Maler malten die Umrisse einer Wolke form. Сликарите насликаа контури на облак. И уште две реченици. Првата ни е во генитив машки род, како посесив артикел или присвоен член, и втората генитив машки род негатив артикел или негативен член, со kein или со nicht. Die Jacke unseres Lehrers hängt noch an der Garderobe. Јакната на нашиот учител се уште виси во гардеробата. Sie hatte keines Freundes Rat angenommen. Таа не прифатила никаков совет од ниту еден пријател. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека видеото ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк или напишете некој коментар. Се гледаме во вториот дел од вежбите за генитив.